болно дете, болен сопруг и дом што се распаѓа. Се чини животот ја мава со камења од сите страни 47 годишната Виолета од Свети Николско Ерџелија, која очајно моли за помош. Живеат од социјалната нега на сопругот. Вели, и умирачката кај сиромавиот не доаѓа така лесно. Но овој ден нема време за тагување. Пред една недела ја посетил прв пат. За 5 дена собрал екипа волонтери. Некој денар од фирми кои се согласиле да донираат и ја селат по куќнината. Александар Ѓоргиевски, за Штипи-Штипско, момчето кој им гради на сиромашните, и ветил на Виолета дека од трошната куќа ќе направи пристоен дом. Од едни цигли, од други песок, од повеќето работна рака кога се слободни. Звучи амбициозно и исто толку невозможно, но дали е навистина реално? По една недела се вративме на истото место. Овде е работна атмосфера. Уште колку има до крај? Не знам, тоа Александар знае што има работа. Уште има работа? Он е главниот. А Це е тука. Тој ја менаџира целата ситуација. Бара луѓе, носи вреки цемент и организира што е следно. Има работа, ама зарем овде се плаши некој од тоа? Како ги наоѓа луѓето на кои им е потребна помош? Не ги јас наоѓам, тие мене ме наоѓаат. Како? Како? Позади себе имам 10 хуманитарни акции започнати и 100% реализирани. За колкав период? Па, еве последната во Штип, на Железничка, за месец и 5 дена изградивме куќа комплет со се. Па да бидам искрен, овде немав ништо испланирано за тим, но моите мајстори што работеа на претходниот проект Велешани, еве електричарот од Штип, Лјупче кој е мој комшија, неколку мои сограѓани, пријатели што учествуваа и во таа хуманитарна акција сами ми најавија помош кога ќе има потреба, кога ќе има било што само по барање. Еден од оние на кои што им помогнал е Лјупче. Александар на овој самохран татко му даде рака да застане на стабилни нозе. Сега, тој е на помош во Ерџелија кај Виолета. Знам како изгледа сиромаштијата, знам како е, бидејќи јас сум го минал тај пат и затоа сакам да помогна пред се на луѓе што стварно се у тешка ситуација. Откако ќе почне акцијата, често се вклучуваат и градските татковци со помош. Виолета памети дека пред избори ја посетувале и политичари. Тројца ми дојдеа. Дадеа ми книга. Дадеа ми пенкало. Ја врти. Мене не ми треба книга, мене не ми треба пенкало. Мене ми треба куќа. Треба дето да ми го излечат. Зашто никој не ми е мене помогнал. Кај веќе не сум се јавила. Кај веќе не сум помош тражила. Али фала на Александар. И тој многу се зафалува. Солзите се само за момент, зашто домакинката има поголема обврска. Да го замисли својот нов дом. Тука ќе има судопер. Тука ќе има работна маса. Тука ќе има шкафчиња. Електрично тука ќе става. Тука ќе има висачи. Срекни ли? И тоа многу. До сега не сум била срекња. Александар вели дека чувството да му помогнеш на некој да живее пристојно продолжува живот. Тој и понатаму сиромаштијата ќе ја гледа без визир. Неговата работа продолжува. Оти дневно вели дека добива и по 50 пораќи во кои луѓе бараат неговата помош. Социјалните мрежи му се место каде преку видеа ги уверува луѓето дека не е измамник и дека навистина бара средства за да помага. А таму прави апели за работна сила. Поздрав! Гледаме се утре и надевам се утре 5 души волонтери ќе имам на располагање. Поздрав секој ден.